Кочанските социјалдемократи излегоа со нови обвинувања за финансиски проневери и повеќе потрошени пари за проекти што реално чинеле помалку. На пресконференција, кандидатот за пратеник Миле Андонов рече дека локалната и државната власт ветиле и ветуваат многу, поставувајќи го прашањето што од ветеното е остварено. Прво, голема финансиска проневера за наши сограѓани на кои за градежно земјиште и комуналии за населбата Прокарка им наплатија фантастичен износ од над 30 милиони денари. И до ден денес таму никаме не поместија, а камоли да створат услови за градба за нивните домови. Второ, безброј неасфалтирани улици во градот и населените места. Трето, нема затворен базен во Кочани, нема училишна спортска сала во населбата Оризари, нема бањалошки центар, нема отпочети работи за изградба на браната Речани, нема дом за старци, нема канализации и нема многу од ветеното. Андонов рече дека иако не се остварени многу од ветувањата, имало нешто што сепак е реализирано и тоа за многу пари. Ова за нас е кружниот тек, замислете, направен со неверојатни и фантастични над 5 милиони денари. Износ со кој можеа да се направат уште 3 такви во нашиот град. Ама, со парите на граѓаните, преку тендери, работат како на централно, така и на локално ниво. И уште, поинтересен е фактот што и овој кружен тек го направи една локална фирма, градежна фирма, блиска до градоначалникот на Кочани, која фирма, замислете, во последните 4 години има остварено неверојатни 4 милиони евра профит со само 20 вработени. Еве го куриозитетот за кого зборуваме овие денови. Значи само за една година остварени над 4 милиони евра профит една градежна фирма со 20 вработени и за 4 години од друга страна над 4000 млади работоспособни кочанчани го напуштија нашиот град и отидоа во странство по корка леб за прехрана на својата фамилија. Социјалдемократскиот кандидат за пратеник од Кочани рече дека неговата партија се обврзува дека со поддршката од граѓаните ќе ги променат состојбите во градот, со тоа што парите ќе бидат рационално и домакински трошени. За ова биле предложени мерки исклучиво за економска преродба и за враќање на средната класа, како и за повисок стандард и подобра живеечка на граѓаните. Без добра економија велат нема пари, а без пари нема ниту слобода, ниту демографија, односно демократија. А кога тоа го нема, имаме само демографија или бела чума, или исилување на нашите млади. Затоа мораме да ги задржиме младите во нашата држава, за да таа ни остане цела.